30 тимови на државниот пазарен инспекторат секојдневно вршат контроли не само кај маркетите, туку и дистрибутерите и производителите. Извештајот на ДПИ кој треба да покаже дали имало евентуални злоупотреби или пак неоправдани поскапувања кај одредени производи до 15 април според најавите би требало да пристигне до Министерството за економија и труд. Од опозицијската СДСМ и денеска на собраниската седница за пратенички прашања побараа одговор од надлежните зошто во време на криза велат не се превземаат мерки за да се спречи евентуално поголем ценовен шок. Пратеникот Оливер Спасовски, набројувајќи примери од основни прехранбени производи како зејтин, јајца, млеко, месо, кои според него се значително поскапени, и обвини владата дека во време на криза не презела ништо. Во моментот имаме едно навистина сериозно, брутално поскапување на цените на прехранбените продукти. Моето прашање е дали вие како Министерство за економија предвидувате соодветни мерки кои што ќе значат подобрување или ублажување на оваа кризна состојба? Во моментов нема индиции за енормни поскапувања, а инспекторите од ДПИ вршат засилен надзор, одговори министерот за економија Бесар Дурмиши, истакнувајќи дека глобалните пазарни потреси неминовно се одразуваат и врз домашниот пазар, но државата според него навреме реагирала со намалување на ДДВ-то на горивата од 18 на 10%. Сме свесни дека како земја која сме зависни од увоз, имаме 70% увоз на производите, основните прехранбени производи и сме директно влијаеме од цените кои од цените на местата од каде што ги увезуваме овие производи. И како министерство сме подготвени со конкретни мерки да помогнеме ако има енормно зголемување на цените на прехранбените производи. Премиерот Христијан Мицкоски пак денеска уште еднаш повтори дека состојбата со мазутот во земјава е стабилна. Околу 3200 тони стојат на располагање, доколку државни електрани имаат потреба од нив, но истовремено истакна и дека состојбата денес и пред година и половина во ЕСАМА е сосема различна. Прашањето, иако не знам што е